порака од еден емпатичен политичар, полн со оптимизам и надеж, а подготвена од професионален владин пиар. Во светот на премиерот, секое болно дете од рак има шанси да живее и никој не е оставен сам. А ова се социјалните мрежи на обичните луѓе. Тука секој е оставен сам да бара цитостатици, оти владата не набавува ни доволно терапии. Во реалниот свет, овој феномен се нарекува пропаганда. Или тип на комуникација кој што се стреми да промовира одредена агенда или гледиште. Најчесто се потпира на лажни, наведувачки и пристрасни информации за да се промовира политичка кауза, корпоративни интереси или идеологија. Ефектите од ова се неинформиран електорат, кој што може да носи штетни одлуки за сопствениот и за колективниот живот. Не толку одамна, партијата ВМРО-ДПМН спроведе светски озагласена пропаганда платена со буџетски пари. Целта беше да се поделат граѓаните и да се замолчат критичарите, на сметка на мала клика на луѓе, незабележано да се богати на државна сметка. Од една страна беа црните кампањи кон критичарите, а од друга страна убавиот и лажен свет на Никола Груевски. Од гаражите во влада со велосипедот преку парк до велосипедската патека. Таму друштво му прават многумина. Пошто возам и многу не ме забележуваат. Тука и таму по некој ќе слушнам помлади и ќе кажат Груевски ево. Никој не беше поштеден, ни болните, ни децата. Дечињата од домот за деца без родители, 11 октомври, денеска со представа и песна, го пречека премиерот Никола Груевски и заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. За да бидат злоупотребени децата, за лични и партиски цели, од позиција на моќ се потрошиле државни пари. Пари со кои ќе се снимаат овие видеа и пари со кои ќе се плати нивната дистрибуција. Според закон, не е дозволено трошење на државни ресурси за самопромоција и партиска кампања. Ако ова се обидеме да го ставиме во некој поширок контекст, мора да се напомене дека во последните 10 до 15 години политичката комуникација и промоцијата на политичарите премина во една нова фаза која што се нарекува постојана континуирана кампања. За 4 јајца. Коледе! Проблем во ова видео што не е заштит идентитетот малолетниците кои се вклучени во ова видео. И сега не знам, тука законски е малку проблематично. Во најмала рака треба да се засечат, да се заматат ликовите на децата и во таа смисла. Тука мислам дека треба да се упати една критика или да се внимава на тоа. И од кое што водите? Може да кажем дека е промотивно видео. Промотивно видео. Нема информација или порака од јавен интерес, туку да се представи одреден функционер на одреден начин. Се разбира позитивен. Никој нема да биде оставен сам. Ова е извонреден спот, доколку имаме избори утре задутре, така? Тука е проблемот на нормализацијата во наводници на постојната континуирана кампања и која што сега ние како граѓани се премногу пасивни и толерираме дека тоа е сега нешто што е нормално. Како граѓани треба да сме загрижени што функционерите не прават разлика помеѓу државата и партијата, барем не на социјалните мрежи. Проблем е токму тоа дека не се почитува таа дистинкција и тоа што поминува, тоа што гледаат дека на некој начин влијае позитивно врз нивните рейтинзи, тие се го туркаат, без разлика што многу аспекти се проблематични и не само од етички, туку и, како би рекол, и од професионален и од законски аспект. За владината стратегија за комуникација со јавноста задолжен е владиниот секретар, господјата Ана Андреева.
За неа работи цела армија напишувачи на текстови, говори, соопштенија, постови, админи на социјални мрежи, координатори, портпароли, тонци, монтажери, сниматели и фотографи. Оваа работа ја вршат најмалку 15 кабинетски советници, 17 надворешни лица и 4 административни службеници или вкупно 36 луѓе. Во една година, владините пиарџи создале 680 постови и 102 видеа. Овие луѓе, меѓу другото, работат и за да ги обслужат приватните профили на премиерот, а на месечно ниво чинат повеќе од 20.000 евра. Само во последните 100 дена на страниците на премиерот се потрошени 26.000 евра за спонзорирани постови. Трката не е за информации за граѓаните, туку е гола борба за лајкови следбеници. Најспонзорираните постови недвосмислено укажуваат дека на Димитар Ковачевски најважен му е Димитар Ковачевски. За да разбереме кои се приоритетите на владата кога бира што е важно да им пренеса на граѓаните, тргнавме од најспонзорираните постови на страницата на премиерот Димитар Ковачевски. Најмногу пари, или 4.000 евра, се дале за постот со кој што Ковачевски ве кани да го заследите со цел да сте во текст со последните владени случувања. Драги мои сограѓани, заедно поминавме многу тешка година. Оваа објава вклучува стилско видео во кое што тој, сопругата и децата печат божикни деликатеси, седат на кожен кауч и китат телка во нивниот дом. Во ова инспиративно видео, Ковачевски е појден во студентската менза за да руча гравче и риба. Останува впечатокот дека тој меѓупростор, таа нерегулираност на интернет и социјалните мрежи се експлоатира максимално во маркетиншки цели од функционери, јавни функционери, од политичари и други, како да кажем, и тие на некој начин им го јадат лебот на инфлуенсерите или, како да кажем, од нивната публика се обидуваат да го привлечат вниманието. Треба да постои целосна транспарентност дека јавните функционери може да се обраќаат на јавноста само преку тие профили, нели, кои што се јавни и кои што по напуштање на функцијата ги преземат друг. Само рекламирањето мора да се да биде под критика и на медиумите, и на стручната, и на општата јавност, и да се сведе на минимум, ако не и да се напушти целосно како нешто што ние го прифаќаме. Макар тоа било на социјални мрежи. И не е само Ковачевски. И злоупотребите не се само на социјалните мрежи. Политичкиот маркетинг изврши тотална доминација врз владините ресурси. Речиси и не остана министерство кое својата веб страница не ја претворило во фан-пејдж на функционерот. Министрите се повеќе се однесуваат и комуницираат како да се инфлуенсери наместо како одговорни политичари. Но во овој случај, спонзорите што ја плаќаат сметката сте вие.